На почетокот на богослужбата го читавме текстот од Битие, прва и втора глава всушност се читавме. И сакам денеска да зборуваме за човекот и работата. Човекот, јас, ти, и работата, што треба или не треба, или мораме, или сакаме да ја вршиме. И за се што сакаме да разговараме, и за се што правиме во животот, ни треба контекст. Например, ако му поставам на некој прашање сега, зошто сакаш да стапиш во брак? Веројатно ќе има многу различни одговори. Зошто не кеш да стапиш во брак? Ќе има многу различни одговори. Например, ако прашаш зошто избра да го учиш баш тоа или ова или она, секој ќе ти даде некој поразличен одговор. Ако те прашам зошто работиш, ќе ми дадеш едно мислење ти, едно мислење јас. Зошто примаш социјална помош? Ќе ми кажеш едно мислење, некој ќе ми даде друго мислење. Значи, ама, кога ќе го чуеме тоа што ќе ни го кажат, и ако поставите прашањето после зошто, ќе го добиете контекстот во кој луѓето размислуваат или разговараат за таа конкретна или одредена тема. Денес ќе зборуваме за работата. Значи, секој од нас работи по нешто. Така е во светот денеска. Работиш, заработуваш. Ама за да разбереш што е работата за тебе и како да се однесуваш на твојот живот, ние мораме работата да ја ставиме во контекст, во приказна ако сакате. Врз основа на што викаме, оди работи. Врз основа на што ќе му кажеш на човек, ајде уживај, не фаќај работа, здевај, диши, малку одмори се. Има еден проблем во денешнината, што ние имаме една подвоеност. И знаеме често пати да зборуваме за таа подвоеност. Подвоеност на телесното и на духовното. Има телесна работа, има духовна работа. Во еден дел од мојот живот јас работев во фирма. И во своја фирма, и во туѓа фирма работев. И за тоа време додека работев таму, истовремено проповедав и тука во црквата. И имаше две работи кои ги работев. Кој ќе ме праша, што правиш? Две работи работа. Едната е таму во фирмата, другата е во црквата. Таа подвоеност е вештачка. Таа подвоеност не е нешто што всушност треба да го има. Повелете. Ама таа подвоеност реално си постои. Мојата вера и мојата работа како да се одвоени. И како така ги погледнеме, доаѓаме во еден проблем. Доаѓаме до прашањето на смислата на работата. Зошто јас работам? Или уште повеќе, зар не е поарно да се посветам на духовна работа, што ќе кажеме, наместо да се посветам на телесна работа? Или оние што работат духовна работа, ај така да ја кажеме, во црква негде вклучени во мисија, организација, па тие повеќе работат, отколку оние што работи нешто друго. Таа подвоеност поставува многу прашања. Но има и еден одговор. Ние мораме да сватиме дека кога Исус не откупил се. И нашата работа, што викаме на страна, и нашата работа во црква. Кога Исус станал господар во мојот живот, станал господар и на мојата телесна работа, ако така смеам да ја кажам, и духовна работа, ако смеам така да ја кажам. Се уште го користам тие двете работи, ги кажам тука. Секој дел од мојот живот мора да биде буквално насекаде ист. Значи, дали зборувам за мојата работа од која вадам леп што викаат, или од мојата работа каде што работам за да кажеме да му послужам на некој со предавање, со проповед или нешто, не можеме или не сакаме да ги раздвоиме. Контекстот во кој се мораме да ставиме. Слушав една проповед сега додека возев минатата недела, бев на пат и возев и слушав една проповед, некој рече вака, еден таму теолог, ако го извадиме тој дел од Библијата на кој сакаш да зборуваш, што ќе изгубиме? Идејата му беше се што зборуваме, се што правиме да го ставиме во контекст на целата слика на Бог, на целиот Божи контекст. Бог не создаде, човекот падна, Христос дојде да не откупи, имаме обновување. Ајде да видиме дали во тој контекст можеме да ја ставиме и работата. Или како таа работа ќе се вклучи во тоа. И првото нешто што мора да го расчистиме дека Бог е создател на се. Тоа е почетокот, тоа е основата од која можеме да започнеме. Ние паднавме во гревот. И теолозите, Никола зборуваше минатиот пат, ке се сетите за реформацијата. Теолозите во реформацијата дојдоа и излегува со тој став, всушност со тој библиски став, дека човекот е тотално и целосно грешен. Ама кога ќе кажеме дека човекот е целосно грешен, тоа не значи дека викаме дека човекот греши онолку колку што може да греши. Туку викаме дека греши доволно да биде осуден од Бог.
Еден од посавремените теолози вика, знаете што значи целосна грешност? Замислете, вика, ако гребот беше плав. Тоа значи дека целиот си плав од горе до доле. Дека нема ни еден дел од тебе кој не е повлијаен од тој грев. Тоа е идејата за која тука зборуваме при создавањето. Фала му на Бога, има и откупување. Во 2 Коринтијаните 5:17 ние читаме, вели, така кој е во Христос, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Значи се е ново. Не можеме да кажеме се смени мојот однос кон крадењето, ама не кон лажењето. Се смени мојот однос кон фамилијата, ама не се смени мојот однос кон мојот работодавец. Сите тие работи мора да бидат променети на цел. И затоа причината е дека Бог не само што ќе не обнови еден ден, не само што ќе ни даде ново тело, Бог ќе го обнови и целото создание во кое ние живееме. Во Откровение 21:6 вика, и ете, седнатиот на престолот рече, ете, се ново создал. Има нешто што е се ново и се убаво. Она небо на кое се надеваме, нема да биде место на кое ќе, ги знаете цртаните, стално се смееме со нив. Облачето, ние на облачето закачени, харфата во раце, цел ден си пееме песнички, си свириме, такво небо не оди. Местото е небо во кое се има цело време активности, на работа ако сакате. Бидејќи активноста е работа, неактивноста е неработење. Ама работа која ќе биде ослободена од гревот. Активност ослободена од оној грев. Сега, ако е тоа вистина, тука, тогаш, ако вистински веруваме во Бог, ајде да видиме како тоа ќе се одрази врз нашиот, врз мојот, врз твојот став на самата работа. И прво малку подолг увод ќе дадам и после ќе се задржам на ова што е тука во Битие. Ако вистински веруваме во Бог, верата ќе ни даде вистински баланс без кој работата ќе не уништи. Тоа е првото нешто што мораме да го запамтиме. Еден многу познат стар теолог, доктор Мартин Лојд Џонс, еднаш кажа нешто, читав една книга неодамна, што мене ме шокира. И го цитирав на многу луѓе, во може би сте ме слушнали. Тој вика, на гробот на секој лекар треба да пишува роден како човек, умрел како доктор. И малку беше прво чудна таа изјава. Зошто роден како човек, умрен како доктор? Па вика, целиот човек го сведуваме на неговата струка тогаш. Поентата е дека ние сме многу повеќе од работата што ја вршиме. И тоа е голем проблем, браќи и сестри, особено во христијанската работа која се работи, кога човек не сака да каже до тука беше доста од мене. Поентата е, ако јас престанам да проповедам, ако престанам да пеам, ако престанам да свирам, ако ме нема тука или таму, јас веќе не сум човек. Не сум тој што треба да бидам. Зошто? Па мојата струка бев јас. Верата во Бог ни дава вистински баланс, дека не е мојот идентитет, мојата вредност тоа како се гледаш. Се е врзано со работата. И тогаш, кога ти ја земат работата, или ако не можеш веќе да ја вршиш работата, ти си изгубил себе си. И тоа не е убаво. Ако работата ти ја дава вредноста, ако успееш, ќе се чувствуваш блажен. Ако работата ти ја дава вредноста, а не успееш и изгубиш работата, што стана? Тонеш. Викаш, од мене не остана апсолутно ништо. Ако успееш, гордоста ќе те уништи. Ако не успееш во работата, ќе те уништи самиот неуспех. Патем речено, овие што се успешни во некоја работа, во некој бизнис, во христијанските кругови, што може да се постават на некоја повисока позиција, што ќе ги ставиме, многу пати сакаат успехот во една работа, да го стават како успех во се. И тогаш тие се луѓето кои може би е доктор по медицина, па дебатира за физика. Оти мисли дека он таму може најубаво да каже. Или доктор по медицина, па ќе се вклучи во политика. Зошто? Отидеме, ако сум јас таму успешен, на секој ќе бидам успешен. Не е вистина. Бог на секој од нас ни дал работа што треба да си ја завршиме. И потоа таа работа ќе ни даде можност да имаме нешто повеќе. Баланс тука. Второто нешто што ќе го разбереме е дека ако вистински веруваме во Бог, ќе сватиме оти сета работа има достоинство. Дека нема сакрална, духовна работа и нема телесна работа. Секоја работа што ја вршим има свое достоинство. Дури она што е најпроста, она што ти е најдосадната. Например, Псалм 145, 15 и 16 стих. Вика, очите на сите, ова зборува за Бог, се вперени во тебе и ти ги храниш навреме. Својата дланка ја отвараш и сите живи суштества по желба ги наситуваш. Чекај да ја мислам, оти го имам. Да, го имам тој стих. По сите по желба ги наситуваш. Или,
Ајде видете на друго место, повторени закони 10:18, оној се мисли на Бог, кој право суди и на сирак и на вдовица го сака принудениот и му дава леп и облека. Не знам кога или како сте се запрашали, како ќе го направи ова Бог? Како ќе даде Бог? Бог ќе отвара својата дланка и ти го дава како? Знаете како? Затоа што има еден земјоделец кој станува рано на сабајле, кој е валкан целиот бокал, што ќе оди, што ќе ора, што ќе копа, што ќе сади, за да може да произведе храна која ти и јас после ќе ја јадем. И ако ние речеме, ама неговата работа не вреди, не е проповедник, не е пастор, не е свештеник во црква, го понижуваме оно што Господ го благослови. Бог е онај кој преку него ми обезбедил мене. Бог е онај кој преку тој човек што бил волен да даде нешто или да работи нешто, дошол и ми дал мене. Бог те сака и ги прави работите за тебе преку работата на другите луѓе. Па затоа, каква и да е работата, таа е високо во Божите очи. Нема поделена, таа е лоша, таа е јарна. Размислете си малку. Ако немате човек да го собира ѓубрето на улица, ноќно време што ќе собира, глувци ќе низадат, ставорци ќе низадат, лом ќе стане. И никој, знаете, не вели, тој човек врши работа за Господ. Дека тој собира ѓубре. Дали е така? Врши работа за Господ, затоа што преку него јас и ти добиваме некој комфорт, некој удобност која Господ ни ја ветил во овие стихови, ако смеам така да ги кажам. Во крајна линија и најпростата, најглупавата работа, она чукање печат, штрафање едно штрафче цел живот, што се смеја на времето, нели, луѓето, е Божја работа, Божји прсти, Божји начин тој да ги одржува и созданието и да се грижи за него. Како мислите дека Бог ќе се грижи за природата околу нас? Ќе испрати серија ангели да исчистат државата? Да го собере ѓубрето? Или ќе најде луѓе што се волни да зачистат, за ти и јас кој ќе отидеме во паркот, да може да ни биде убаво и чисто. Тие го пазат Божјето создание, го чистат Божјето создание и треба да им дадеме честа за тоа што го прават. А не да кажеме тоа е долна, тоа е никаква, тоа е слаба работа тука. Сега, ова значи дека се што правиш, како верник христијанин, треба да го правиш најдобро што можеш. Ако учиш, учи да бидеш најдобар. Ако работиш нешто, биди најдобар. Што значи да бидеш христијански возач на автобус? Христијанин возач на автобус. Значи од А до Б да ги однесам патниците без да ги отепам помеѓу тие двете точки, да, тоа е реалноста. И да им ја дадам честа што ја заслужуваат како мои муштери. Во крајна линија. Што значи? Такво, ако Бог го храни светот преку христијански земјоделец. Што значи тоа? Како тој треба да работи? Треба да го направи најдоброто што може. Да го направи производот таков што ќе биде за наша полза и за слава на Господа што ќе го направи. Значи, биди најдобар во она што го правиш. Ако вистински веруваме во Бог, нешто многу важно е дека верата ќе ни даде морален компас без кој работата нас ќе не расипе. Што значи тоа? Што сакам да кажам што е работа? Денеска во денешната економија сите сакаат да скратат нешто. Гледате што се случува во производството. До вчера имавте кило шекер, денеска имате 900 грама шекер. До лани имавте литар масло, сега има 800-900 грама масло. Знаете што кажува тоа? Тоа кажува дека оној што го произведува бара начин да заработи. Јас можам да се обложам дека повеќето од вас кои ќе одат и ќе купат 900 грама шекер, не размислуваат колку кошта кило шекер. Вика пакет шекер е, не знам, X денари. А колку е кило шекер? Кој ќе смета математика? Ама некој те краде. Те краде. Ти ја дигнал цената без ти да знаеш. Зошто? Затоа што ја намалил количината. Ако немаш морален компас, ти ќе речеш, па што е битно како работам? Битно е да заработам, битно е парите да ги земам. Дали си приватен, дали да работиш на државно, дали работиш во институција, каде и да работиш, ќе викаш што е важно што правам, ако тоа што го правам ми ги донесе парите што јас ги сакам. Верата е единствениот начин да добиеш морален компас. Верата во Христос, пак ја речем, христијанската вера. Бидејќи некој ќе рече, окей, сакате морал? Кој морал го сакате? Моралот на оние религии што викаат, ако човекот не е од наша религија, имаш право да го излажеш. Не. Моралот христијански вика, остануваме на моралот што го пропишува Библијата. Ако вика не лажи, нема да лажам, не кради, нема да крадам. Ако вика таму, што се сеќавате што рече Исус? Ако си вика
некој што треба да работи, работи како за Господ. Направи го тоа како да го правиш за Бога. Ако си војник, служи. Ако си работник, прави тоа. Ако си ваков, прави го она. Ама направи го како да знаеш дека за Господ го работиш. Како Господ да ти е работодавецот, а не ти самиот. Верата исто така треба да ни даде светоглед, начин на гледање на светот, преку кој работата мора да го покаже пред сите. Ова е сега кога доаѓаме до практичните ствари. Што сакам да кажам со ова? Твојата работа треба го натера човек да праша зашто си ти поинаков автомеханичар од другиот. Зошто си ти поинаков лекар од оној таму? Зошто си поинаков продавач од тој таму што е? Зошто чистиш поинаку од тој што не верува? Верата мора да го покаже дека јас да можам да кажам, па тоа го правам за Господ. Прво, па после го правам за тебе. Мојот прв газда е Господ, после си ми ти газда, после си ти мојот собственик, после си ти тој таму пред кого јас давам одговор. Ако си наставник, ако си учител, не треба само да поучуваш добро. Треба да поучуваш на начин на кој човекот од другата страна ќе рече овој има морални, етички вредности. Ако си, да кажеме, лекар, прослави го Бог со тоа што ќе го работиш. Што викаше мој пријател лекар на времето, секој момент кога ќе го отворам човек, кога ќе почнам да оперирам, викам Господи, ако не си ти, јас оваа комплексност не можам да ја решам. Треба да го видиме тоа. Да кажеме, мојата работа ќе го изрази, ќе го одрази она што јас внатре го верувам. Сега, верата исто така ни дава нешто што можеби на прв поглед не е очигледно, ама верата ни дава надеж во работењето. Замисли си дека си правник во денешното општество, верен човек, обратен новороден човек, кој вика, што и да правам, нема правда во светот. Нема правда, готово. Колку и да сум добар архитект, колку и убав еден проект да направам, нема пари што тоа ќе го изградам. Џабе го работа. Што фајда дека сум чесен на работа таму кај што работам, кога никој и онака нема да каже браво бе, свака част, ево ти покачување на плата. Верата ни дава надеж во работењето, бидејќи заради падот, заради гревот, знаеме дека може да се утепаме од работа и ништо да не постигнеме, ама истовремено, од друга пак страна можеме да погледнеме и да кажеме има кој гледа, има кој е ултимативната врховната правда, има еден кој е врховниот архитект, има еден кој е врховниот учител, наставник, професор или седно. На крајот на краиштата јас работам за него. Јас го правам најдоброто, како ќе излезе, ќе видиме. Овде. Сега, ова, извинете, малку подлог вовет, ама ќе влеземе во Битие, каде што започнавме на самиот почеток. Во Битие зборуваме за книга за создавањето. Како настана се? Тука се основните прашања за човекот, нели? Од каде сум, каде одам, зошто сум тука, кој е крајот на сите работи и така натаму и така натаму. Се е тука во Битие, ама во Битие прва и втора глава се соочуваме со нешто кое ретко го проповедаме во црквите, а тоа е работата. Ние цело време зборувавме работа пред малку, ама сакам да дојдеме сега конкретно на неа. Работата е битен дел од нашиот живот и Господ ја става во самото создавање, на самиот почеток. Од тоа што викаме нема работа, па луѓето одат наваму натаму, од тоа што викаме дека не ме плаќаат доволно за она што го работам, ретко кој газда мисли дека плаќа малку, ретко кој работник мисли дека го плаќаат доволно. Тоа си е секој пат вистината. Ама ајде ве врата малку назад. Јас барем памтам време кога се работеше од понеделник до петок, од 8 сабајле до 4 поручек, или од 7:30 сабајле до 3:30 попладне. Викендите ни беа слободни на сите. Вистина е. Требаше некој ако е дежурен, па тука таму ќе има викенд, иначе сите бевме на тој начин. Тоа некако умре во последно време. Тоа нешто го снема. Нас ни треба 8 ден во неделата. Неки. Зошто? Што се случува? Од каде? Работата стана причина за криза во сите аспекти во животот. Ако вчера поминавме со Сузин на едно место низ продавници, гледаш луѓето седнале да јадат и работат нешто на телефон или има лаптоп отворен до него. И јадењето веќе не е тоа што беше. Работа, ништо друго веќе не се гледа. Имаше ритам. Работиш, не работиш, се знаеше кога одиш на одмор, се знаеше колку време одиш на одмор. Еден човек пред некој ден кога ми кажа колку одмор имало останато, мене не ми се веруваше. Не можам, вика, да земам одмор. Во Битие зборува за работа, зборува и за одмор. И штом Бог ја поставил работата на самиот почеток, мораме да сватиме дека таа е многу важна за нашиот живот или живењето на човекот. И ова не е лесна тема да ви кажам веднаш ни за мене.
Јас се гледам и се наоѓам себе си крив или виновен тука. Ајде да видиме што пишува во овој текст. Битието е книга за содавањето, одговара на најсуштествените прашања, пак ја речам. И повторно само ќе се повторам. Зборува за работа, зборува и за одмор. И сакам да погледнеме 3 важни аспекти на работењето. Ова е така. Првото, видите во Битие 1 глава 26 стих. Потоа Бог рече да создадеме човек според нашиот образ, според нашето подобие, како што сме ние. И потоа во 2.7 вика и Господ Бог го создаде човекот од земен прав и му дувна во лицето дух животен и човекот стана жива душа. Ова е една многу интересна и многу збркувачка изјава, ако сакате, на самиот почеток на Библијата. Ако некоја сте учеле апологетика, ако некојаш бе учеле некоја апологетика, ќе чуете таму како да се одбраните од она мислење дека Библијата, особено Битие, е напишено врз основа на некои стари митови. Еден од митовите, кој често пати се спомнува, е онај митот на Енума Елиш. Или во превод, ако сакате, 7 глинени плочи. И тоа е мит за создавањето на светот во кој боговите се борат меѓу себе, излегуваат од вама од тамо. После сета таа борба останува еден мокен, силен бог кој се вика Мардук, барем таму така оди него. И тој човек, тој бог е победникот. И сега, за да направи спомен за неговата победа, тој го создава светот. И им вика на боговите, условно речено, може да го најдете на интернет митот, може слободно да го читате ако ви интересира. И тој им вика на боговите, ево, создадов земја, слободно уживајте на неа. И сега парафразирам малку, ама поентата на боговите е да бе, сега ние ќе треба да одиме таму и да се грижиме за неа и да ја одржуваме за да можеме да уживаме. И еден многу познат бог на мудроста, таму што го спомнуваат они, тој бог вика тој вели, па добро, ајде да создадеме луѓе. Тие ќе се грижат, тие ќе работат, а ние ќе уживаме. И вика и така бидна. И така настана мажот, така настана жената, и така натаму целиот мит оди на тој начин. Ако и погледнете грците исто така, работата, знаете од кај излегува во грчката митологија? Ке ви кажам, од една кутија, односно тегла било, или како сакате грнец некоја вика, она што ние го нарекуваме Пандорина кутија. Се го чуле митот за Пандорината кутија? Затворена кутија, која Зевс ја дава на Пандора. Пандора значи многу надарена, многу надарена. И Пандора ја отвара кутијата и од неја излегуваат болките, страдањата, маките, хаосот и работата. Во грчката митологија работата е проклетство. Во Битие, интересна работа, Бог е првиот кој работи. Бог започнува со тоа што вика јас ќе работам за да создадам луѓе кои ќе работат. Работата произлегува од него, не како проклетство, како благослов што ни е нам даден. Патем има една многу книга од еден автор кој преживеал концентрационен камп, Виктор Франкл, се вика. И во неа тој изборува како луѓето ги полудувале во концентрациони кампови. На тој начин што ги терале денеска од тука да преместат земјата таму, од таму после да преместат пак назад и така во недоглед. Луѓето вика умираа затоа што нема целисходна работа. Човекот е создаден да работи, да креира, да создава. Бог вика и рече Бог да го направиме човекот како нас. И вика тука она што е зачудувачко, она што е шокантно, и вика Господ Бог го создаде човекот од земен прав. Повторно, од материја. И сите вие што малку сте читале филозофија, знаете дека многу често, барем грчката филозофија зборува дека духовното е доброто, телесното нечим. Патем речено, тоа се провлекува и до ден денес во црквите многу пати. Ние сме си духовни, телесното нас не интересира. Бог не создал како дух, како душа, но и како тело. Значи тие три работи или ќе ги собереме заедно, или ќе имаме негде, ќе климаме, ќе имаме многу сериозен проблем тука. Овде. А Бог гледате што прави. Прво, што направи? Прво вика го создаде човекот, значи работеше, он го создаде. Второто што направи вика Господ Бог насади рајска градина на исток. И таму го насели човекот што го создаде. Бог е првиот што работи, Бог е првиот градинар, првиот земјоделец ако сакате, и не му беше срам да го направи тоа. И не е помалку Бог од сите оние измислени други богови. Работата е добра, вика Бог. Работата е супер. Работата ви ја давам уште во самиот рај. Работата е нешто што секој од вас треба да го практикува. Затоа во Библијата мрзата е грев. Точка.
Нема мрдање. Мрзата е греф тука. И интересно е, кога ќе го видите ова во 2.15, го зеде Господ Бог човекот, го насели во Едемската градина. Зошто? За да ја обработува и за да ја чува. Во Едем, во рајот, имате се што е на почетокот. Убава храна, естетски многу убаво изгледа, се е супер, се е прекрасно, се изгледа за мерак тука. Тука е заедништвото, духовниот аспект. Ако читате првите 2 глави и Бог вика одеше со човекот. Тука е почетокот на човечката сексуалност. Тука е почетокот на се оно што е убаво, на се што е на добро. Тука е почетокот и на самата работа. Работата не е казна. Работата беше благослов. Казната дојде кога човекот ја уплеска работата и кога му рече, сега ќе продолжиш да работиш, ама со пот на челото. Со мак. А не отеки му рече, сега работата е белја. Нема. Има, пак ќе речам, прочитав на едно место еден автор или вака. Без разлика кај се наоѓаш, вика, во онаа хиерархија човечка. Дали си цар, дали си главен, дали си некој друг. Во крајна сметка дедот е бил градинар. Адам и Ева почнаа да работат во градината како градинари. И беше дадено почни да работиш, да ја чуваш земјата. И ретки се мислители во светот кои ја ценат работата. Па дури и тие што ја ценеа од поинаков, од погрешен еден став. Затоа што, пак ќе речем за вас што сте постарите на времето, може да сте чуле за Карл Маркс. И Маркс едно време зборуваше дека работникот е главниот во се. Работникот е центарот на се. Работникот е оне што произведува, работникот е што го дава трудот и така натака и така натака. И тоа е супер. И ќе рече тоа е одлично. Самиот Бог го испрати неговиот син да дојде на земјата како работник, како дрводелец. Не дојде како филозоф, не дојде како цар, не дојде како некој свештеник, не дојде како голем борец за човечки права. Дојде како едноставен, единствен дрводелец. И грците можеби ќе прифатеа ако Исус се појавеше како филозоф. Римјаните можеби ќе прифатеа ако се појавеше како некој милионер, не знам се што како си таму. Он дојде да работи мануелна работа. И тука беше сепак. Знаете, основниот проблем кај беше на марксизмот? Марксизмот рече човекот е создаден заради еволуција. Човекот се создал случајно. Ако е човекот создаден случајно, зошто јас тогаш би ви дал вас чест? И тука падна марксизмот. Оти ако човекот нема вредност надвор од себе си, надвор од неговата работа, тогаш имаме проблем. Зошто јас би му ја дал чест? Зошто би сакал уствари тој човек да живее убаво или нешто друго? Ке се сетите во комунизмот, интелектуалците релативно ги потиснува. Во денешно време го потиснуваат тој што е најдобар на скалилото, во известен смисла. Работникот. Сите читаме за Амазон што се случува таму кај што дистрибуираат нели ствари што ги порачуваме по мејл или не знам си како. Сите знаеме што се случува по шивалните денеска. Колку се цени работникот, например. Иста таква цена имаше и во оне социализам на времето. Денеска викаат, ако си банкар, ако си во IT сектор, вредиш нешто. Ако не си во тоа, џабе ти. Во Библијата 1 и 2, како што реков на почетокот, сета Библија има апсолутно единствена иста вредност. И неколку работи има на кои треба да се подсетиме. Да се вратиме назад и да ја сватиме работата онака како што треба. Првото е да си погледнеме во себе си. Затоа што Бог вика 1.26 да создадеме човек според нашиот образ, според нашето подобие, како што сме ние, и кој ќе биде господар над морските риби, над небеските птици, над добитокот на цела земја и над сите ствари што лазат врз земјата. Зошто да владееме? Заради тоа што вика тој не створи такви, бидејќи сме слика на Создателот. Во Битие 1 и 2 всушност има еден збор таму кој се користи за создавање и кој го користи Библијата само 3 пати всушност и тоа цело време се однесува на самиот Бог. Како создател од ништо што создал нешто. Но ти и јас имаме можност од она што здаденото да формираме. Може да формираме, да обликуваме, да одвоиме. Имаме таква можност. Многу е таа битна работа, бидејќи во Битие 1.2 вика земјата беше неоформена, беше пуста, имаше темнина над бездната и Божиот дух лебдеше над водата. И после тоа гледаме како тој дух од хаосот создава ред. Да направиме тоа, да направиме тоа, да направиме тоа, да направиме тоа. Сега, тој исти дух е оне кој во црквата, кој во луѓето, верни или неверни во крајна линија, ако сакате, е оне што ни ја дава креативноста што ја викам. Ке собереш различни ствари, ке направиш бизнес, ке почнеш. Тој бизнес функционира, тој бизнес работи. Ке почнеш, ке работиш како лекар. Ти доаѓа човек што е болен, што има мака, несреден, во хаос е. Ти како лекар треба да го средиш. Ајде да биде малку попрост.
Знаете ли зашто се чесламе? Ако имаме коса, нормално. А се чесламе да го средиме хаосот на главата. Значи секој фризер, што викаме, ајде, фризер, бербер, чудо големо што работи. Од хаосот сака да создаде ред. Го прави истото што Божиот дух го направи. Го направи она што Бог нам ни го даде и ни рече, правете го бидејќи сте на слика моја. Правете се како што сум јас тука. Правиме ред во хаосот. И хаосот се враќа кога во тој ред ќе исклучиме работата. Имало, читав малку на интернет, ама ајде, да не навлегувам таму. Колку луѓето се срекни и колку луѓето успеале во животот кога ќе добијат огромни пари на лотарија. И кога ќе речат седи, веќе нема што да работиш. Седи, јади, пи, живе, веќе ништо не ти треба. Може да не работам цел живот. Среќата некако одеднаш ја снемува. И понатаму вели вака. И го зеде Господ Бог човекот и го насели во Едемската градина, за да ја обработува и да се грижи за неа. Ова веќе ни кажува да погледнеме малку околу себе, надвор од нас да погледнеме тука. Не само да ја обработува, не само да ја користи, да се грижи за неа. Основата на екологијата во денешното општество е тука. Бог ни ја дал земјата за која треба да се грижиме, не да ја злоупотребува. Тоа е основата, како сакате, завртете ја од овде. Ти си настојник над земјата. Тоа што го правиш не е само за тебе, туку и за тие после тебе што ќе дадат. Мора да се погрижиме за самата земја. Бог на секој од нас му дал таленти, му дал дарови, му дал некои специфики кои го прават тоа што е. Никој од нас не побарал да му оди повеќе математика или хемија или филозофија или уметност или не знам си што. Бог уште пред да се родиш те создал во утробата на мајка ти и рекол овој човек ќе ги има овие квалитети и карактеристики. Ти ги дал, си се родил и вика сега ќе ги употребиш не само за себе, ќе ги употребиш и за тие околу тебе. Се што ни е дадено од Бог. Некојаш кога гледаме на телевизија со сузи, кога гледаме некои емисии кога покажуваат некои земји убиени таму. Јемен го покажува пред некој ден, гледа Господи, фала ти што не сум се родил или родила таму. Зошто? Со што заслужив да се родам во Македонија? Некој ќе рече, птен среќен си. Ама ајде, нема, зошто сум се родил во Македонија? Оти Бог сакал да се родам тука. Зошто ги имам даровите што ги имам? Оти Бог сакал да ми ги даде. Само за мене? Не. Да може да ги употребам и за тие околу мене. Тогаш дај и друг да се ползува од твојата работа. Работата ти е дадена за и друг да има кјар од неа. Дали ќе биде помош да ја почне, дали ќе биде финансиска, дали ќе биде материјална, дали ќе биде подметнување и грб, не е важно. Главно е дека ти дал дел, да бидеш дел од тоа. Ама ова нема да биде доволно. Мора да погледнеме нагоре. Да видиме што значи нашата работа во контекст на целата наша вера и уверување дека постои Бог. Гледате што вика овде во Ефесијаните 2 глава 8 до 10 стих. Зашто по благодат сте спасени преку верата. И тоа не е од вас, туку е дар Божи. Не е од дела за да не се пофали некој. Зашто ние сме негова творба, пазете го сега, создадени во Христос Исус, зашто? За добри дела што Бог ги предодредил уште порано да живееме во нив. Некој преводи вика да ги работиме или да ги правиме. Уште подобро, во ова што е во динамичкиот превод на македонскиот Нов Завет, вика ние сме Божјо совршено врвно дело. Создадени сме преку Исус Христос за да живееме живот исполнет со добри дела, што Бог уште одамна ги испланирал за нашите животи. Бог испланирал што ќе правиме. Бог ни дал работа која треба да ја пренесеме вредноста и да кажеме ова не е само моја работа, ова е мојата мисија во животот. Како ќе откриеме таа мисија? Што ова што го работам ќе допринесе за ширење на Божјото царство? Како ова што го правам јас му дава слава на Бог и го покажува Бог пред другите луѓе? Кога ќе го ставите во тој контекст, многу работи стануваат поинакви. Прво, не може да правите белја. Зашто не може да кажеш јас му давам слава на Бога, така што ги лажам луѓето околу мене. Тоа не оди. Ама исто така ни дава контекст дека ова што го работам, дури никој жив да не го цени околу мене, вреди, има достоинство во Божите очи. И кога ќе влезете во некоја институција или некое место, и кога не ги забележувате луѓето што работат таму, ти вас ви интересира само главниот, само директорот, само шефот, и никој друг не приметувате,
И ако тој човек е верен, што никој не го забележува, може да каже, сепак ова го правам за Бог. Ова е мојата мисија. Ова е мојата служба. Ова го правам прво заради Господ, не заради некој друг. Гледам во себе и сваќам дека Бог ми дал нешто што треба да го работам. Гледам околу себе, да сватам како мојата работа може да биде за мене, ама и за тие околу мене, и гледам на Господа за да добијам цел, мисија, служба. Зошто го правам тоа што го правам? Да добијам една причина која Бог ми ја доверил до одреден дел во мојот живот. Дали ќе биде до смрт, дали ќе биде претходно ќе ме ја запре, тоа никој од нас не знае. Ама кога така ќе ја погледнеме работата, тогаш веќе зборуваме за среќа. Не среќа во смисла, ама ми се посреќи, туку зборуваме за една радост внатрешна, која нема да зависи од околината. И се е ова супер до овде, се ќе биде прекрасно, се е фантастично, ама знамо ти, јас и ти ќе кажем, ова не е реалноста. Барем не ми личи на реалноста, затоа што јас се утепувам трудејки, се обидувам сите овие 3 точки да ги направам, работам како за Господа, се трудам да помогнам на другите. Знам, Боже, ти си ме дал оваа работа, па ја правам за тебе, ево ќе ја направам тука се убаво. Ама па се чувствувам дека нешто ми фали. Дека немам се што ми треба. И Библијата е реална и она вика вака. Никогаш нема да го постигнеме својот вистински максимум во работата, ако не научиме да се одмориме. Ако не научиме како да си дадеме одмор. Во 2.2 вика, 7-миот ден Бог ги заврши делата своји што ги направи и си отпочина во 7-миот ден од сите дела своји што ги создаде. Бог работеше и почина. И пак ќе се повторам, не можеш да научиш да работиш, освен ако не научиш да се одмараш. Така го кажал некој тоа на еден начин. Да си воспоставиме ритам на работа, на одмор. На работа, на одмор. Има смисла. Сега, дали го правиме, тоа е друга сосема приказна. Во Псалм 95 е многу убав псалм на обожување. Прекрасно, псалмистот зборува за обожување, како го обожува Бог, и ќе дојдете до еден стих, таму во 11 стих, што е многу збркан. Нема врска кај рече со обожувањето. Вика, денес да го бевте послушале неговиот глас. Као да ме ви обожувате, ама камо да го слушнете Божиот глас? Па затоа се заколна во гневот свој дека тие нема да влезат во мојот одмор. Колку што Бог зборува за работа, зборува и за одмор. Ако се вратите во Евреите, односно одите понапред во 4 глава 10-11 стих, вика, кој ќе влезе во неговиот спокој, тој ќе се одмори од што? Од делата своји како и Бог од своите. И така да се погрижиме да влеземе во оној спокој, да не би некој да падне во слична, вели, непослушност. Тука. И уште еден текст сакам да прочитам, па ќе објаснам што има ова врска со ова што го зборуваме сега. Псалм 3, 5 до 6 стих. Вика, легнувам, спијам и станувам, зашто Господ ме чува. Не се плашам од многу илјади луѓе, што од сите страни навалуваат на мене. Овде. Науката ни вели дека не е толку важно колку долго спиеш, толку колку длабоко спиеш. Она е рем, што го вика, rapid eye movement, нели? Колку длабоко ќе заспиш, се будиш и викаш, се одмори. Ти можеш да спиеш 20 сати да лежиш во кревет, напред-назад и па да не одмориш. Што е важно? Знаете ли зошто работат повеќето луѓе? Знаете ли зошто секој глумец се утепува да направи нов филм, и нов филм, и нов филм, и нов филм? Зошто цела жута штампа се занимава со сите пејачи, пејачки и така натаму, сите славни личности и не знам се што? Затоа што целата вредност нивна доаѓа од работата што ја вршат. Он не може да застане. Ако не сними филм 20 години, ќе го заборават глумецот. Ако не сними песна 2 години, го заборават пејачот. Ако не се појави на телевизија 3 пати дневно, ќе го забораваме политичар. И ако тој не се труди цело време во својата работа да биде во центарот на сечие внимание, ако го заборавите, вие сте губили. Тој ќе умре. Бидејќи целата смисла на животот ја креирам сам или сама преку работата што ја вршам. Сега. Ако само мојата работа ме дефинира тоа што сум, како што јас почнав, штом тргне нешто лошо со мојата кариера, јас станувам веќе бесмислен. Јас станувам веќе неважен. Мене ме забораваат сите. Патем речено, тоа се плашат многу луѓе да се пензионират и да престанат во својата струка.
Штом ќе се симнам од амбонот, штом ќе ме нема веќе на работното место, веќе сите ќе ме заборат и кој сум јас, што остане од мене е пензионер. Нема веза. Ако мојата цела вредност е таму, готов сум. Еве што ни прави хаос од нашата работа. Еве што ни е проблемот. Целиот мој идентитет сум го врзал со мојата работа. А Битие 2 вика, самиот Бог вика свршено, ја завршив со работа. Шокантно. На Бог не му е страв да каже до тука. Неки каже до тука и на целиот свет, ама не му е, вика, до овде. Толку. Завршив со создавањето, сега одмарам. Ова е лекција и за мене. Почувам тука. Не е само од тука. Знаете ли дека Бог уште еднаш кажа, завршив со се? Првиот пат кажа, завршено е, кога го заврши создавањето. Вториот пат, Бог кажа, свршено е на крстот, заради тоа што Бог го заврши делото со кое нам може да ни даде одмор. Дека мојата вредност не зависи од мојата работа. Дека мојата вредност не зависи од тоа колку сум јас богат, успешен или како другите ме гледат, дека без мене никој не може да живее, дека ако мене ме нема, се ќе пропадне после мене. Такво нешто не постои. Заврши, Бог вика заврши. Јас тоа што сум не зависи од мојато работење. Затоа во Евреите таму повторно вика 4:13, 4:3. Ние кои поверувавме, влегуваме во неговиот спокој. Мојата вредност е заради Бог. Мојата вредност е заради тоа што Тој го направил за мене. Мојата работа е начин да го исполнам она што Бог му го дал на човекот како негова одговорност. Не начин за да бидам оној кој ќе добие својата вредност. Колку сака да биде мојата вредност, еден ќе заврши во ковчег. Толку. Сакате, како сакате, разберете ме. Тоа е факт, тоа е реалност. Мојата вредност е во Господа. Мојата вредност е тоа што ме прави да живеам вечно заради Христос. Заради тоа што Тој го направи. Ние кои поверувавме, вика. Што значи тоа? Да поверувам дека јас сум јас заради Христос. Јас сум јас затоа што сум Божје создание, не заради мојот успех во 1, 2, 3, 4, 5, 6 таму што се случува. Оти секогаш кога ќе се појави некој поуспешен од мене, ќе му уништи. Едноставно ќе ме здроби. Така е. И се додека не поверувам дека Исус умре на крстот и така исполни се од Божиот закон, дека ја заврши целата Божја работа, пак така ќе кажам, додека не поверуваш од единствената личност чие одобрување го бараме со мојата работа е Бог, а не некој човек тука на земјата, ние нема да знаеме дека не е само создавањето завршено, туку и откупувањето. Дека Бог не создал, ама не откупил и сега знаеме дека сме со Него за целата вечност. Знам дека не сум лузер. Ајде да си кажам така, извинете ми на изразот. Оти моето постоење е оправдано уште пред да ја завршам работата, уште пред луѓето ми кажат браво. Моето постоење се верификува, ја добива вредноста заради тоа што Господ Исус Христос го направи за мене. И заради тоа што Тој ме создал на Негово подобие. И сега ќе можам да работам всушност заради самата работа. Го правам тоа што го правам, не за да ми кажат браво, туку го правам тоа што го правам затоа што можам да уживам бидејќи немам веќе врски со него. Тоа ви е исто како кога одите на пат оти морате и кога одите на пат оти одите на одмор. Двата пати ќе поминете 1000 километри ќе возите. Едниот пат викаш аман кога ќе заврши, другиот пат викаш леле што убаво уживам. Истата работа. На различен начин ја гледаме веќе. И тоа е убавиот дел. Најпосле може да уживаме, да уживаш во тоа што го правиш. Пекар, лекар, апотекар, како одеше таа песната. Што е да правам? Што е да сум? Јас викам, јас уживам во тоа, го работам за Господ, ама ти остана земјоделец. Па што? Јас се радувам дека работам за Господ. Тоа го правам бидејќи Господ ми го дал како така. Со тоа го славам Господ јас. Тоаш другиот немаше да ти каже, да, ама моето е поубаво. Нема шанси. Нема да работиш добро и да се радуваш на работата што ти ја дал Господ, се дека не сватиш оти темелот на работата е на Христос, ама на темелот, на тој темел е и нашето одмарање. Ке завршам со Матеј 11, 28, 29. Дојдете кај мене, сите изморени и обременети, и јас ќе ви успокојам. Земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир, вика, за вашите души. Како можеш да знаеш дека имаш вистински одмор? Како можеш да уживаш во работата? Како да знаеш дека си се одморил во откупувањето? Многу просто. И ти и јас. Најди време да се одмориш физички. Кога ќе речеш, не морам се да направам,
ќе одморам, тогаш викаш, Господи, не зависи се од мене. До тој момент, јас и никој друг. Тоа е оно за кое сакам да се прашаме. Го имаме ли тој одмор? Оти без него, работата ја гледаме како проклетство. Со него, работата ни ја дал Бог, одморот ни го дал Бог, радоста ни ја дал истиот тој. А и нашата вредност.